издание на Звон, а како што добро знаете, денес имавме дури 5 млади уметнички. Не наповели. Благодарам Сања, мене ми е чест да се јавам повторно туку од студиото со овие млади дами и момчето кое што денеска беше кавалјери, значи им отстапи место на дамите, први тие да си ги покажат своите дела. Јас би ве замолила да се останете, значи уште еднашка тука, бидејќи сега ќе ги покажувам вашите цртажи, само не ги представив уште двајцата мои гостинчиња во уметнички дел на рубриката Нешто плюс. Повели само представени се. Исток. Браво, а ти Злата? Стефани. Браво, сега ќе видиме значи што се нацртале вие и за тоа ќе се бидете и соодветно наградени. Вака ова е дело на Елена Коцева, нека дигне рака кој е Елена Коцева. Така, значи првото девојче кое што ни нацрта, што беше ова? Шума. Браво за шумата. Одлично. Да го видиме сега второто дело. Ова е делото на Емилија Јусуф. Таа си дига веќе два прста, потоа значи ќе ја прашаме што и представуваше ова на неа. Одлично, се надевам дека го видовте убаво. Емилија, што ти беше ова? Нова година. Браво, може да се спусти са раката, да го видиме третото дело. Ова е на Пируника Киселички, што беше ова? Тоа беше нова година со принцеза. Браво, само да кажам дека сите овие дела се нацртани по повод приредбата во вашата градинка. Таа приредба беше организирана, како што ни кажа вашата наставничка, по повод испраќањето на есента и пристигнувањето на зимата, а по повод пристигнувањето на зимата и новогодишните празници, ние ќе ви дадеме некои лампиончиња кои што се надам ќе ви бидат интересни. Ова е на Исток Улчар, неговото дело. Одлично и последното на Стефани Марковска, последното девојче кое што денеска беше со нас во уметнички дел на рубриката Нешто плюс. Ета така, значи можете убаво да го видите. Ние ги поздравуваме сите во вашата градинка, значи целиот персонал кој што убаво вака направи, се гледаме, чао.